На 9 и 10 април во Скопје се одржа логопедско-дефектолошко психолошки конгрес, организиран од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Настанот беше наменет за сите логопеди, специјални едукатори и рехабилитатори, психолози, невропсихолози, лингвисти, медицински лица, родители и студенти кои имаат интерес за овие стручни области. Во саботата на 9 април, присутните имаа можност да го слушнат предавањето на магистар специјалист Олга Јотовска, примариус специјалист педијатар, која говореше за биолошките аспекти од пореметувањата на аутистичен спектар. Магистар специјалист Бојан Богдановски, клинички логопед, говореше за задоцнет говорнојазичен развој, пошто следеше и приказ на логопедски третман во живо. Како започува говорнојазичниот развој? Најчесто родителот се запрашува дали нешто не е во ред со моето дете, дали можеби тоа е поразлично од останатите деца, дали има некакво нарушување во развојот, растројство, дали често родителите се прашуваат дали моето дете е ментално или пак околината го мисли тоа, зошто моето дете не зборува и не разбира, го споредуваат со своето прво дете и најстрашното прашање за родителите каква е иднината на моето дете. По дефиниција, задоцнет говорно-јазичен развој представува доцење, односно оштетување на здравиот говорно-јазичен развој, каде постои одстапка во истиот согласно календарската возраст. За да се запознаеме каков е правилниот развој, би кажале дека детето до 6 месеци се врти кон изворот на звучната дразба, односно кога ние ќе го викнеме, кога ќе тропнеме некоја играчка, ќе создаде звук, тоа се врти, почува да гуга, односно ги користи плозивите П, Б, В, кажува баба, гага и слични. Најчесто тоа има модулација, односно ја менува интонацијата на плачењето и на гугањето. Возраста до 1 година, односно 12 месеци, тоа се врти на своето име, ги разбира имињата на своите блиски, почва да создава мали слоговни конструкции како мама, баба, тато, кои што се со ниски тонови и тоа почва веќе да се вклучува во онаа игра која што понудува околината. Возраста до 18 месеци тоа почва да разбира сите оние прости предмети, односно називи на предметите кои што се во склоп на неговото видно поле. Се зголемува, значи, употребата на вокализацијата, како и го користи гестот, односно она што се вели невербална комуникација. Возрастот до 24 месеци се карактеризира дека детето користи веќе одредени кратки зборови за именување, односно ни кажува, ни одговара на прашањата што е тоа, како е тоа, дали може, дали не може, често кажува да, не, иако се уште говорот не е доволно чист. При тоа ги разбира сите оние прости вербални налози, како дај ми, земи, фрлија топката и така натаму. Веќе до возраст од 3 до 4 години се зголемува, значи, фондот на гласови, каде што се совладуваат плозивите, самогласките, назалите, некои од африкатите и фрикативите и при тоа веќе се зголемува фондот на збори од 900 до 1500, покажува голем интерес за околината и при тоа тука веќе се развива имаџинарната игра, односно детето веќе почува да зема количката, да ја придвижува, да сака да си игра, доколку е нели барбика кукла, замислува дека ја чешла и така натаму. При тоа значително за овој период е здрави, односно карактеристика на здравиот развој, детето кога ќе го прашаме колку години имаш, тоа да покаже со прстите, односно со рацете, кое што е одстапка кога оние деца кои што имаат некој вид на расстройство. На возраст од 4 до 5 години веќе има фонд од 1500 до 2100 зборови, има дел на гласови како што се Р, Л, Љ, Ж, Дж и така натаму, кои што се уште не се формирани и при тоа значи зголемува желбата за социализација, па во овој период значи се препорачуваме дека децата треба да бидат вклучени во градинка на мајчин јазик. На возраст од 5 до 6 години се зголемува вокабуларот до 2500 зборови, кажува некои кратки реченици, потоа може зависно нели од индивидуалните карактеристики да каже сложени реченици, има предвидување на просторот и на времето и дури вниманието се зголемува до половина час. Најчесто родителите пред се, потоа и ние нели како стручни лица, бидејќи на крајот од денот сите ние сме луѓе, само тие 8 часа сме стручни лица, се запрашуваме зошто настанува ова. Има перинатални, односно фактори кои што настануваат пред бременоста, перинатални за време на бременоста и постнатални, односно по бременоста, односно раѓањето на детето. Причини се повреди на централниот нервен систем,
кои што се настануваат во првата година од животот пред развојот на говорот, некои инфективни болести како рубеола, токсоплазма и така натаму, интракранијални крварења, токсични труења, РХ инкомпактибилија, енцефалитис, епинапади, фебрилни конвулзии, аномалии во развојот на мозокот, предвремено родено дете кој што се почеста и почеста состојба, когнитивни фактори, психогени емоционални фактори, дефицити во аудитивната перцепција, моторни нарушувања и среденски фактори. Како среденски фактори би ги спомнале сите оние видови на терапии кои што ги користи мајката во текот на бременоста, би ја спомнале изложеноста на модерна технологија која за жал е се поголем и поголем проблем. Најчесто велиме кога се јавува овој проблем. Значи, некогаш може да биде само индивидуална карактеристика, односно детето да не е доволно стимулирано, па поради тоа просто подоцна да се развива говорно јазично, секако и моторно. Потоа, доколку има неадекватна стимулација на говор, сите ние сме свесни дека секој родител сака да има интелигентно дете, односно тоа да знае повеќе јазици, да работи на компјутер, но сепак тоа е еден голем штетен фактор за развојот на децата. Потоа изложеност на модерната технологија, односно гледање на цртани, најчесто анимирани на странски јазици, билингвизмот, односно деца кои што потекнуваат од семејства каде што родителите се од различни националности, зборуваат на различни јазици, детето оди во градинка на англиски јазик и тука настанува еден конфликт во освојувањето на говорот и на јазикот. Потоа аутистичниот спектар на нарушувања за кои често се зборува, но во праксата голем број логопеди, дефектолози, педагози и така натаму за аутизмот зборуваат како само за една состојба. Во глобално, односно во праксата, Аспергеровиот синдром, Ретовиот синдром, детското дезинтегративно нарушување, сите оние неспецифицирани аутистични карактеристики кои што се јавуваат, се знак дека детето има некој нарушување. Затоа, значи, покрај вклучувањето на логопед-дефектолог, секогаш треба да биде вклучен педијатарот и невропсихијатарот. Потоа развојната дисфазија, односно состојба исто толку честа и тешка колку што и аутизмот, интелектуалната попреченост или постаро ментална ретардација, кој збор е веќе искоренет, како и генетски и други мешани нарушувања. Родителот секогаш прашува кога е време да се побара стручна помош, а и голем број студенти, логопеди, дефектолози, кои ќе се на почеток од својата работа, се запрашуваат кога едно дете треба да започне со третман. Значи, секогаш кога постои сомнеш, односно некој вид на нарушување, нема правилно. Значи, дете на 5 месеци да се јави, доколку нема правилна модулација на гласот, на плачењето, има неадекватно развиена моторика согласно календарската возраст, треба да започне со логопедски или дефектолошки третман. Бојан заврши првиот ден од логопедско-дефектолошко-психолошкиот конгрес, кој што како Центар за психофизичко здравје Гаспар го организирате токму вие и вашата екипа. На овој прв ден од конгресот одбирате да говорите за задоцнет јазично говорен развој. Кажете ми зошто ја одбравте токму оваа тема и можеби зошто сметате дека таа е важна да се говори на ваков конгрес на кој што присуствуваа можеби повеќе од 50 луѓе стручњаци. Пред се еден голем поздрав до сите гледачи кои што не пратат во моментот. Иначе денешната тема за која јас зборував е задоцнет говорно јазичен развој. Истата избрав затоа што живееме во време кога се повеќе деца подоцна проговоруваат или пак манифестираат најразлични потешкоти во говорот и јазикот, па затоа сметав дека оваа тема можеби највлијателна и не е најактуелна овој период и треба што повеќе се зборува за нејзе, се подигне свеста пред секој родителите дека треба посетат логопед што порано и што порано. Кажи ми, Бојан, што друго можеше да се види, односно да се прикаже како пракса еве на овој прв ден од конгресот, што можеа гостите да забележат како нели од оној практичен дел? Практичниот дел кој што го направивме е како се започнува со стимулација, односно со третман кај деца кои што доцнат во говорот и јазикот. На наша голема среќа после целиот овој пандемски, како да кажеме, кризен период, добро е што се собравме, што имаме можност да споделиме стручни знаења од логопедијата, дефектологијата и психологијата. Конкретно за овие цели вклучивме детенце од 2,5 години кое што доаѓа кај мене на третмани, кое што веќе го третирам месец и пол, 2. Исто така, значи на сите присутни прикажавме како ние работиме и како постигнуваме во секојдневната пракса огромни и се подобри резултати.
Воен кои се бараките кои како еве стручна фела ги испраќате до сите оние кои што беа дел од конгресот и до сите оние кои што ќе имаат можност, односно го следеа преку Zoom конгресот и сите оние кои што ќе имаат можност нели да се запознаат со се она кое што беше опфатено овде денес. Така, кон родителите главната порака нели кон сите стручни лица биејќи на крајот од денот сите сме луѓе, сите имаме дечења, односно и ќе бидеме родители, не само што имаме дечења, дека секогаш кога забележуваме дека детето бележи некоја отстапка во развојот, треба да се консултираме со стручно лице, а кон стручните лица главната порака беше што повеќе да организираме настани, конференции, односно да споделуваме стручни знања, биејќи сепак тие не само што не служат нам, туку служат и на клиентите. Еминентниот професор доктор Горан Ајдински, доктор по дефектолошки науки, пред присутните говореше за процената на психомоторниот развој. Дефектолошка диагностика која излагање вклучуваше и приказ на дефектолошка процена во живо. Знаеме, акт на решавање, акт на одлучување. Има две диагностики, тоа го збораме на предавање. Диагностика која се прави во комисиите за категоризација, подосна ги кажува како комисија за оценување на можностите и способностите, сега се веќе локални комисии, ги викаат, мада коса малку ми се крева тоа, МКФ, така? МКФ комисии во сите региони, така? Каде што се прави самата проценка. Тие си го работат едното, меѓутоа, практичарите, дефектолозите, без разлика каде работат, тоа го кажав пред малце, мора да прават своја диагностика, не своја, иста како слична е на МКФ, меѓутоа мора да направат комплетна проценка на психомоторниот развој и да го направат дефектолошкото досие. Баш една колешка ме праша пред малку, како да идеш на доктор, нели, те прегледува матичен и што матичниот завршува работа, специјалистот вика, матичниот готов, нема врска, диагноза се поставена, таман работа. Сите чекаат, и тука ми се крева коса, посебно дефектолозите наши во редовните училишта, немаме МКФ. Ајде немаме МКФ диагноза и сите ќе чекаме. И ќе попунуваме формулари. Дали имало или немало нас не значи. Ние мора да ја направиме проценката по третпат. Без разлика дали работиме приватно, дали работиме во училишта, дали работиме во градинки. Сега доаѓа главното прашање. Зошто го правиме тоа? Фактички што работиме во самата програма? Да се подсетуваме, па после малку практично ќе примениме. Ние во диагностиката ги проценуваме функционалните можности и способности на децата. Правиме процена на психомоторниот развој и како таа психомоторика преку квалитетите на личноста, функционира во социјалното поле. Значи, како функционира личноста преку незината психомоторика во социјалната средина. А зошто? За да ги прилагодиме плановите и програмите према можностите на децата. Едноставно. Прва работа. Втора работа. Да може да направиме третман. Да може да спроведеме рана интервенција. Да може да направиме психомоторна едукација. И на крај да може да им помогнеме на родителите што да прават, а што да не прават. Да го викнеме наставникот, да го прилагодиме тој дел за работа. Не мора да е ИОП. Не е се врзано за ИОП. На некои ученици не му треба ИОП. Доволно е нашата проценка, која ќе биде во досието, да му дадеме сигнали на наставникот, заедно со психологот, педагогот, што е тоа што треба да го прави, а што е тоа што не треба да го прави. Добро, уште еднаш да повторам и за нас, како да си го реализираме својот третман, како да дадеме вежби. Али све, запамтете, да имаме во предвид развојната компонента, да ги имаме тежината на оштетувањето. Па од него се гледа дека детето има проблем, дека има интелектуална попреченост, дека има аутизам. Ама нас не интересира оштетувањето. Нас не интересираат функционалните можности, па и неможности и способности на детето во средината. Дефектологот го проценува тој момент. Дефектологот не го интересира како докторот, како се развиени неуроните, дали има, зборев со колешката Јотовска, дали има ЕЕГ, дали има добро ЕЕГ, дали има некои бранови лоши внатре, дали е оштетена раката, колку е оштетена раката. Докторот проценува, го интересира оштетувањето и дава терапија. Ма нас не интересира тоа.
Психологот прави процена на личноста, вниманието, мотивацијата, IQ гледа, така. Ние гледаме и нас не интересира како се реализираат нашите активности во средината, односно во тоа што го прави детето. И врз основа на тоа правиме план и програм и го прилагодуваме. Да не бидам досаден само со тоа. Која е таа палета на која е таа лепеза или систем кој треба да го направиме за да биде све ефикасно. Кажано е во неколку дела. Имавме една магистарска, па ја злоупотребив, пошто генерално ја му помогнав на овој кандидат, значи изработка на стручно дефектолошко досие. 3 дела има. Првиот дел е, значи, самото досие е ова и што треба да правите. Па ја и на испит, и кога предавам, викам на студентите, тоа ќе ве прашам. На испит, го прашам тоа што го прашам и им викам, тоа што ве прашувам на испит, тоа треба да го правите у пракса, ништо друго. И само истите прашања се повторуваат. Па се смееме сите. Ајде понедела дена пак да се вратиш, понедела, додека не го научиш, мора да го научиш. Тоа е целта, нема само да се бутаме, нели? Добро, тоа е друго нешто. Значи, првиот дел се однесува на обсервација и на анамнеза. Детето доваѓа во училиште, детето доваѓа приватна пракса, и вие потребно е случајно или не да видите како се однесува, како е облечено, дали е врзано за мајката, дали е инфантилно, дали ве гледа у очи, дали е моторички добро. Врз основа на таа обсервација, па и после анамнеза, вие некои проби тестови не мора да ги давате, гледате дека е трчка наваму натаму, па нема да даваме проценка на одот, а са и ќе го кажеме тоа, така. И една мала дигресија. Мора да ги пофалам, да не ме разберете погрешно. Премногу се мотивирани тие што работат во приватна пракса. Посебно тие што си власници на таа работа. Зошто, знаете ли? Мора да направи добра проценка. Мора да направи обсервација добра. Мора добра анамнеза да направи. Така и на. Мора да го направи тоа. Зошто? Да даде добар третман. А зошто да даде добар третман? Што е да биде детето среќно, да постигне успех и да земе пари. Така. Нормално. Ние не сме волонтери. Кога ќе идете у Систина или во Жан Митрев, викате, леле, греота сум, дајте. Абе, греота си ти. Ама срцето готово. Ти ќе оставиш 10.000 евра, па после што ќе биде? Така. И тие се хумани, спасуваат животи. Се ние за да бидеме стручно фраери, што би се рекло, мора да бидеме добри. А вака се полежирани, да не ме разберете погрешно, вие во државните се потака. Чекат МКФ, па не е дошло, па не е дела денашош. По МКФ што се направило, е добро, па политики тука, па измешано све. Да се разбираме, да ги разграничиме овие работи. Значи, обсервацијата ја поминавме, идеме на анамнеза. Анамнеза знаеме дека не е стручен документ. Тоа е мислење на родителот, кажување што е тоа што му се случило на него, како дава таткото или мајката, во овој случај таткото, како течело породувањето, што проблеми имало, дали подоцна научило да зборува, дали го сакаат другарчињата. Тоа се пишува се во праволице еднина, ако постои лична анамнеза, така, ако дава детето податоци. Така мама ми искара, тато ме фати за уши, да. Мене ме караат многу дома, тато е тепа мама, или пие многу, или само излегува надвор, не се прибира дома. Јасно добиваш дека тоа дете не е згрижено дете. Има проблеми во семејството, така. Понатаму, како течело породувањето, не го прашуваме како течело породувањето, не го играат другарчињата. Играта е многу сурова, ако не ги исполниш барањата, она те отфрла, така. Другарчињата го отфрлаат и тоа е повлечено, пати го себе. И си го кажува тоа, ама ние го доловуваме онака како што е. Фактички почнуваме да го работиме нашето досие. Почнуваме со процена на психомоториката на горни и долни екстремитети. Прво да почнеме со горните екстремитети. И секогаш го поставам тоа прашање. Значи, мора да дадеме мало neuropsихолог. Зошто ни служат екстремитетите? Па не може да речеме за да јадеме, да пиеме и да одиме и за тоалета и заедно. Служен. Преку горните екстремитети ги кажуваме своите ставови, своите намери, својот мисловен процес го изразуваме. Комуникацијата ја правиме, така. Водиме љубов. Значи, горните екстремитети се фактички, преку горните екстремитети се реализира нашата психомоторна активност, која помалце е подбутната од интелигенцијата, малце повеќе. И тоа се функционира во еден перфектен склоп. Меѓутоа, сега мора да ги разграничиме работите, да видиме како тоа баш се функционира.
Имаме пред себе дете и внимаваме. Значи многу внимаваме што? На возраста, така. Кои проби ги даваме за процена на психомоторика на горен мистерти? Пробата визомоторна контрола. Тоа е за мали деца. Посебно важи за овие градинките. Значи, дали имате животни, дали имате играчки некои, му викате на детето, дај ми ја таа играчка на мене во раката. Ајде премести го кончето од едно на друго место. Кравата стаја вама. Кокошката, дај ми ја пак на мене. Сега ме слушаат келнерите и особливо што со должна почит на својата професија, пошто ја не може да го работам ова, како што тој не може да го работи мојово, ама ќе рече, диагностика шут многу тешко, леле. Дај ми го, дај ми го на. Ама не може да ни кажат колегите зошто го правиме тоа. Око, рак. Што гледаме? Координација, око и рак. Насоченост на погледот. Визомоторната контрола. Така? Следното, додека дадам да се нижат перлите, ќе изгубиме време. Може и така да импровизираме, а после ќе правиме и практично. Да, коне со перли и му викаме на детето, ајде нанижи, изведи ми. Да беше малиот, може ќе опрашаме се, ама добро. Ево го. Нанижи најбрзо што можеш. Најбрзо што можеш. Комунистир сте, нели? И ги реди. После вклучуваме и боја. Плава, жолта, црвена, зелена. Прво му покажуваме, ајде сега ти најдобро, најбрзо што можеш, како што се боите. И детето ги реди. Ја почто сум малце не гледам, па тешко ми е, значи добро. И си ги реди детето така. Па ќе речат, многу јака работа. Тоа може и баба ми да го прави. Да, ама баба не може да каже зошто го правиме тоа. Што гледаме тука? Дали има синкинезии? Значи некој дете и ќе гледа па. Разбирате? Нема да е насочен погледот. Си ги реди бавно. Па полека. Па греши. Што не интересира? Брзината, точноста, начинот на изведување на активноста, координација око рака и дали има синкинезии. Само братете внимание. Погоре малце? Брати го. Брати го. Уште малце? А не, ова е со... Не, дигни. Не, каши го надоле, извини. Она прва направила... Уште малце. Добро, се едно, ова е за диференцираност на моторика на прстите. Она што е многу битно. Пробата е таа, гледате. Имате опис, толку топчиња, тоа што го кажував сега, имате заклучок. Недоградена манипулативна спретност на рацете. Заклучок секојаш мора да има недоволна диференцираност моторика на прсти. И одиме понатаму. Сега е тоа. Што треба да го видиме, дали има диференцираност на моторика на прсти. Значи, рацете ти се пред тебе. Гледате така. Подигни го овој прст. Подигни го овој. Овој. Онда идеме во серија со два. Овој и овој. Најтешко е овој и палецот и до малиот прст. Најтешко. Убаво се бележи табелата, гледаш убава табели. Не мора да имате направено на компјутер. Сами нацртајте во досието и ставете дали има синкинези или не. Зошто го правиме ова? Пак прашањето. Па да видиме дали има тонус. Колку е развиена мускулатурата. Ако го има, дали е правилен тоа што му вика тука мозочево, преку раката, дали функционира како се вика, аферентните. Па дали е тој нервниот пат, дали му дава добар сигнал и да го реализира тоа. А што ќе реализира? Чинот на пишување, кој се состои од конструктивна праксија и мелокинетичка праксија. Ќе кажеме тоа после. Мора да го... И сега, тука настапува Бојан, живеем матре ми. Значи, тука настапува Бојан, кој има добри вежби за фината моторика. Пластелин, па нижење. И овие што се нижењева на перли, се добра работа, нели тоа го преценував на магистарската, да нижи и постојано го вежба тоа, разбирате? За да може се подготви чинот на, понатаму чинот на пишување. Студент ми е гарам, морам. Понатаму идеме со контрола на моторика во мирување. Да ти? Што ти фали? Хубава, паметна.
Да, заврти се према мен. Пробата трае минута, ако предвремено ги отвори очите. И ако почне да се смее детето, се разбира тоа го правиме во еден пријатен амбиент, сами така. Ако без родител, добро, може да биде еден родител тука. Ако почне да се јави, се јават синкинезии. Првата работа што ќе се насмее. Така се штити од непријатноста. Пак ќе почне раците, пак ќе почне клатење, нели? И што се случува? Ќе подзечиш малце. Што се случува? Детето до 6-та година во животот, да се потсетиме, повеќето знаете, нема издиференцирано емоции од моторика. Тоа е во една потано заедно. После 6-та година од животот настанува постепена диференцијација на емоциите од моториката. Затоа проба не може да се даде на 4 годишна возраст. Се уште тоа не е созреано. Меѓутоа, ако не го знае на 8, 9, 10, детето има проблем. Што може да биде? Проблем со интелектуалниот развој, се разбира. Учевме ние на порана олигофренологија, се вика че се интелектуална попреченост. Интелектуално попречените лица имаат проблеми со емоциите. И како ги изразуваат емоциите? Без причина се смеат, без причина знаат да се возбудат, без причина... Да не одим у друга тема. Може да биде аутизам или аутистичен спектар и може да биде АДХД, така. Не мирно е, мора да се... Едноставно не може да издржи мозокот тој наплив. Али до 6-та година главна мора да ја давате опроба и мора да си ја ставите во досието да видите дали емоциите се издиференцирани од моториката. Тоа се случува некаде околу 6-та година. Околу 6-та година. 5,5, 6, 6,5, нема тука рамка математичка, па ме се разбираме, али тука некаде. Сега вака, ја ви кажам, кога настапувам, замисли тука да ме слуша еден куп професори. Нели? Кога излегувам на некој многу важен собир. Ако има, и вие сте еминентни, ама има, нели така? Па не знам, ќе ми се навлажнат рацете, значи тоа е притисок емотивен, ама се бранам. Тоа дете не може да се одбрани, ме разбирате? Добро, поред, да не должиме премногу. Има и проби, чекај. Значи има проби кои пробата мислите да знаете кога ако ги дадете ти автоматски дел од пробите за координација на психомоториката на долни екстремити не мора да даете така. Ама пожелно е оној другиот дел. Или вага, сега ако направам ова ќе падна, да видиме дали функционира. Знам, пазам, ама убаво да биде издигната на ова. Мора да ги дават. Значи, тие не мора да ги дават. Во ред? Идеме со координација, што треба да видиме каква е координацијата на движењето на горните екстремитети, на горните и долните. Значи, пред нас си, спушти ги рацете, ајде продолжи. Не да трае, мора да трае. Побрзо. Добро. Ајде сега другата рака, према главата. Нете. Еви, треба да го објаснам, а јас сум микрофонот. Едната рака ќе ја завртиш према убава ти раката наместен, главата ќе ја завртиш према раката, главата. Кога ќе ја спуштиш, едната рака ќе кренеш другата, истото глава. Ајде. На дете мора да му го објасним убаво. Ајде побрзо. Добро. И се доаѓа доста важно, обично интелектуално попречените тешко го менуваат стереотипот. Така? Крени раката исто, главата се заврти на супротната страна, на спротивната. Ајде сега. Не е така, виж? Па тешко, ама не попречено, треба да се вклучи мисловниот процес, века. Ајде. Така. Добро. И одлично, добро. Окей. И сега, со едната рака ќе ја додирнеш ногата, едната кренија, другата не тука. Се уштикли, држи. Пазите само. Така. Јас координација. И сега одиме проба која
Убаво е да дадете, ама да не се оптеретувате, пошто вие кога ќе видите дека има координација на движење, на горни екстремити, горни со долни, може да дадете и пробата за координација на горни и долни според ритам, така? Одиме. Значи, како што ќе правам јас, така и ти ќе правиш. Ајде. Чекайте, не се. Не кажуваме ние сега. Ма мора на микрофон. Десна лева. Не викаме десна лева. Така. Еха, треба да видам шемат, ама иде ова. И така, 4, почувајќи два пати на другата, последните се најтешки. Пак е повтор. Интелектуалната попреченост не може да го следи баш тој ритам и да се вклопи во него. Тоа кога правевме у Златан Сремац, малку и се смеевме, да не ме разберат некој погрешно. Значи има кај тоа да го правиш кај има деца ромчиња. И ако беа интелектуална, немаа проблем со ритамот. Ме разбирате? Едноставно им оди. Ритамот го следат многу подобро. Како бразилците, бидекно. Тоа е веројатно генетски одредено. Едноставно го фаќа, тоа знаат како да игра и со нозе и со раце. И тие ни ги правеа најдобрите представи. Да не ме разберете погрешно, само ве молам. Идеме понатаму. Добро, седи. Сега, доаѓа она секојаш на предавање, што го викам, тој магичен одговор. Мора да кажеме на крај нешто за што сме го сработиле како финален заклучок за психомоториката на горни екстремитети. Пишуваме, ако е добро се. Детето има добра психомоторна организираност на горните екстремитети. Ако има проблеми со координација на движење, така, и ако има проблем со диференцираност на моторика на прсти, ќе напишеме, мора да го напишеме. Тоа е нашето финално мислење за ова. Детето нема доволна добра психомоторика на горните екстремитети на ниво на диференцираност на моторика на прсти и координација на движење на горни екстремитети. Толку. Или само ако е координација, детето нема доволно добра, или има релативно добра психомоторика на горни екстремитети со проблеми во координација на движење. Така? Завршува ово поглавје. Одиме со процена на психомоториката на долните екстремитети. Развојот на долните екстремитети малце иде во еден спротивен правец за разлика од горните, знаете сам. Тоа може да ми го потврдат ако има медицинари овде или логопеди што слушале, поише го разбираат можеби, меѓутоа тоа треба да биде јасно за дефектолозите. По самото раѓање детето чим излезе во рефлексен стадиум се повеќе напнатоста на флексорите, значи на долните екстремитети попушта. Значи детето во екстремитетите во една хипертонија, така? Се виделе бебче, така? Стегнати, имате и деца ви, така. Полека таа хипертонија поминува не во нормална тонија, него во хипотонија. Хипотонија овозможува да се реализира чинот на одање. Нели ако го ставиш детето на маса, па првите овеса, па вуф ќе лупне, така? Па 2-3 чекора, па туп доле. И тоа трае. Додека не се развие нормален тонус. 2 години, 3 години да почне веќе да трча и да игра. Добро? Ајде да видиме за процена на кои проби ги даваме за процена на психомоториката на долни екстремитети. Даваме процена на одот, процена на вклопеност на чекорот по ритам и одржување на рамнотежи и подскокнување во место. Преска заборија да ви кажам, значи не е ова Библија, не е ова законски нормирано, да само тоа ќе го дадеме. Умешноста е ваша искуството што го работите секој ден е исто така ваше, да вие си ставате и други проби кои ќе бидат потребни за да се реализира, да видите како се реализира психомоториката. Целта ја кажавме пред малку, како функционира личноста на детето преку психомоториката во социјалното поле. Какви проби ќе дадете ваше, генерално се држиме за овие што се покажале многу ефикасни, меѓутоа си уфрламе ние и нешто свое, нешто што е ново, нешто што измислил некој автор, не биле најпаметни сите. Овие автори претежно ги даваат пробите, експериментите,
тестовите на гениалниот Пиаже и на уште многу други автори од оваа проблематика. Фактички ги користеле тестовите од развојна психологија, не ги измислиле дефектологијата овие работи. Добро. Значи да видиме. Ајде, дојди малце. Да му речеме сега на детето, ајде да видиме како ќе одиш. Ајде, една сети како ќе одиш, многу е глупаво така. Значи оди запали го светлото и врати се назад. И детето си оди. А да речеме како ќе одиш, нели? Не можем како ќе одиш така. Не иде, нели? Го пали светлото и се враќа назад. Добро. Сега треба да видиме многу важна работа дали е вклопено уште нешто да кажам. Ај со микрофонот ми е полесно, добро. Значи одот, гледаме како оди детето. Значи имате чекорова, така? Имате проблем е така? Има укритеност, има дали е проблем вестибулумот, дали е малиот мозок, дали има некој невролошки, дали се базални ганглии, ретикуларни информации се слушнале така. Ама тоа нас не интересира. Да, ќе го види невролог, ќе го види доктор, ние го воочуваме проблем. Ама тоа дете има проблем во што има? Во функционирањето на личноста во средината, не може да ја усвојува средината, не може да се вклопи во реалноста. Тоа ни е целта да го видиме и го запишуваме. Ај Маја, ела. Маја ми е асистент, сега ќе избереме ке нас една од попаметните девојки на овие простори. Секојаш вака, значи немој да мислите дека јас сите си ги гушкам, си ги галам. И јас се чуди жена ми така. Допирот, погледот и гласот се основите во нашата рехабилитација. Се разбираме? Од тука почнува се. Го кажеле тоа и Перира, и Сеген, го применили и Чорич и Боен, го реализираме ние и го усовршуваме. Мора да му дадеш доверба на детето. Друго е да покажам на Маја сега да ја галам, ама друго е на дете, така. Орете, ајде. Значи, многу едноставно дела. Штира се. Многу едноставно. Нема стручност во ова. И ако се чудат сите, како што ќе чукам јас со рацете, така ти ќе го следиш моето чукање. Чекај. Чекај, бе, полека. Значи, како ќе ева ова? Прво на почеток ќе биде полека, па ќе забрзам и кога ќе речам да застанеш, ќе застанеш. Добро? Ајде. Сега веќе го следи, гледате? Стоп. Она веќе се прилагодува, некој не може да се прилагоди. Ама најголем проблем е наглото застанување. Кога ќе му рече стоп, тука сме од истражувања, од испитување на интелектуално попречените, после налогот додека стигне до доле е голем, е малце по проблематично. Не лика стоп? Така треба. Стоп. Се разбираме? Прави уште екстра 2-3 чекори. Значи не може се вклопи во ритмот. Има проблем. Не мора да речеме дека одма ретардирано, таман работа. Нас не интересира тоа. Нас не интересира како функционира во средината. Следниот ден на 10 април од Конгресот пред присутните излагање имаше професор доктор Ана Фрицханд, доктор по психолошки науки, која говореше за развојот на мозокот во периодот на детството, адолесценцијата и младоста. Магистер Фики Гаспар говореше за неурофидбекот, третман по чие излагање следуваше и неурофидбек третман во живо. Фики помина првиот ден од логопедско дефектолошко психолошкиот конгрес кој што како Центар за психофизичко здравје Гаспар го организиравте за прв пат нели оваа година кај нас. Ајде повеќе за впечатоците, каков одзив имаше ваквиот конгрес еве за прв пат организиран во нашата држава? Така, Викторија, самото задоволство да го организираме ваков конгрес беше огромен и мислам дека одзивот исто така беше доста голем со оглед на тоа што очекувавме, дојдовме и повеќе пријави и повеќе луѓе кои што учествува. Интересно беше покрај тоа што имавме професионалци кои што работат во оваа поле, имавме така исто доста и родители, а доста и студенти со кои што укажаа дека има голем интерес за овие нели теми и за овие професии. Кои се еминентни професори, предавачи можевме да ги видиме денес и на кои теми одбраа тие да проговорат? Така, денеска првото предавање беше од доктор Олга Јотовска, која што исто така предаваше за
подредени од спектар на аутизам и биомедицинскиот третман на самиот тој. После тоа го имавме нашиот колега Бојан Богдановски, кој е клинички логопед, а потоа веднаш ни предаваше нашиот професор доктор Горан Едински, кој исто така укажуваше на тоа колку е дефектолошката проценка и како се прави дефектолошко досие и колку тоа е битно за оваа проблематика, а потоа имавме неколку излагања од гостите кои што беа повеќе насочени кон физиотерапевскиот третман и исто така имавме интересно предавање од една колешка за како тоа протетиката влијае на говорот во овие подрачја. Каква беше интерактивноста на конгресот, односно колку гостите сакаа да слушнат и повеќе да дознаат за овие теми кои што денес се одбра овде да се дискутираат? Со оглед на тоа што повеќето беа професионалци во своите полини, имавме доста интерактивен конгрес, каде што многу се уклучаа и со прашање, па и со своји искуства за нивната работа, така да ние сме доста задоволни. Дали планирате фиќе овој конгрес да стане можеби и традиција кај нас? Да, таа е идејата, се надеваме дека до година и понатаму ќе организираме повторно таков конгрес некаде на овие дати, затоа што интересот се покажа доста голем и мислиме дека треба да продолжиме со ова и да ги охрабриме другите да прават повеќе такви евенти. Присутните имаа можност да го слушнат и излагањето на магистер Тина Васков, која говореше за невропсихолошката диагностика. Настанот на 10 април го заврши магистер Бојан Богдановски со темата интелектуална попреченост и аутизмот, пошто следуваше евалуација и дискусија за конгресот. Според организаторите, првичната цел на овој настан беше размена на стручни знаења, приказ на практична работа и запознавање со новините по логопедијата, дефектологијата и психологијата.